Еднаквиот третман на мажите и жените во општеството треба да биде главната насока кон која што треба да се стремат сите власти во државава. Но тоа за жал не е секогаш така. Според истражувањето кое што го направиле од Finance Think, општините Прилеп и Крушево малку внимаваат за вградување на овој родов концепт при планирањето на локалните активности. Не достигаат активности кои што би ја подобрили логата на жената во општеството, а пред се тоа е можноста жената да се најде на пазарот на труд. Потребни се дополнителни капацитети во детските градинки, особено во општина Прилеп, каде што е голем бројот на деца кои што не се згрижени поради недостиг на слободни работни места, што од друга страна пак влијае врз деактивација на еден од родителите, најчесто мајките, да мора да се грижат во својот дом за своето дете и со тоа да бидат неактивни на пазарот на труд. Домови за стари лица, бидејќи и тие влијаат во иста насока како и детските градинки, односно женските членови кои што мора да се грижат за стари и изнемоштени лица, најчесто се спречени да бидат активни на пазарот на труд. Пречка за вработување на жените во овие средини представува и тоа што в голем дел од училиштата нема обезбедено продолжени престои, со што повторно, заради чување на децата, жените не можат да најдат работа. Родителите, најчесто мајките, мора да се грижат за децата пред и по завршување на училишните часови и со тоа се спречени да бидат активни на пазарот на труд. Понатаму воведување јавен превоз до и од руралните населени места, бидејќи недостигот на оваа услуга ги спречува жените кои што живеат во руралните населени места да дојдат во градот, каде што условите и можностите за вработување се многу поголеми во однос на нивните места на живење. Проблем за родовата нееднаквост која што била потенцирана од страна на анкетираните жени. Бил и проблемот со кучињата скитници кои што го има во двете општини. Малиот број на паркови каде што може да се помине дел од денот со децата и немањето на доволно пешачки патеки, кои што се претворени во паркинзи и оневозможено туркање на колички од страна на мајките со мали деца. Сите овие забелешки биле испратени до двете општини за да се имплементираат во нивните програми во 2023 година.